Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët. Ditën e sotme në fakt do flasim për një fenomen të cilin ne hasim çdo ditë, qarkulluam me vetur në këmbë, kudo në përshkup, por edhe më gjërë fatkeqësisht, në fakt lypsarët i shohim çdo ditë. Përballemi me ta çdo ditë dhe jo vetëm me lypsar të mëdhenj, por fatkeqësisht edhe me fëmijë. Në fakt është rritur numri i këtyre lypsarëve, si po qëndron situata tani kur ne nuk kemi dalë ende nga sezoni i dimrit dhe ato kishim temperatura edhe shumë të ulta, po nga ana tjetër lypsarët vazhdonin të qëndronin pranë udhkryqeve, semaforëve, duke u imponuar për të larë dhe fshirë xhamat e veturave apo duke shitur tullumbace dhe peceta të ndryshme. Kështu që si qëndron në fakt kjo situatë, apo kemi përmirësim, apo bëhen hapa dhe apo ndërmiren veprime që të paksohet numri i lypsarëve dhe atyre fëmijëve sidomos të realizohen të drejtat e tyre elementare për shkollë, për strehim, për ushqim, për një ambient të ngrohtë. Për gjitha këto ne do flasim me Ilija Jovanović, i cili vjen nga shoqata jo qeveritare Ndërtojmë ardhmërinë do Bardhen. Добро ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам на поддршката, на вклученоста во овој проект Стоп против питачењето и злоупотребата на децата во цела Македонија. ТВ Алсат каде што не поддржува. Во сите 88 града не застануваме, продолжуваме и 2026 година да ги спасиме и да ги заштитиме децата од канџите на мафијата. Јас сум запознаена со вашата работа пред многу години. Колку години се направи откако веќе сте почнали да работите? Па вака, Градиме идни на Скопје, овој проект го започна од 3.12.2021 година. Точно до 2026 година, месец февруар, крај на февруар кон март, полни 4 години и 1 месец овој проект. Со огромни резултати, големи промени, но најголемата поддршка ја барам само уште од граѓаните да се вклучат и да го поддржат, да ниту еден денар не им дават на децата питачи, бидејќи детското право и на децата не им е местото да бидат на улица. Ние ќе зборуваме за тоа кој е влијанието на моментот кога ние даваме пари на питачите. Каква е моменталната состојба? Ние сме зборувале низ годините заедно во различни моментуми. Понекогаш била подобра ситуацијата, понекогаш полоша. Можеме да кажеме дека сме подобрени или пак подобрени, но со помала малце влошена состојбата кон питачите. Република Македонија и Градиме идни на Скопје, односно МВР, СВР Скопје, сите полициски станици започна 2025, каде што сакам граѓаните на цела Македонија да ги известам, дека пробуваше и покушава да во 2015 го сузбијат питачењето, кога МВР, кога институциите, полициските станици, кога немат визија, идеја, проект и активности и акцијски план, они кои го имат, кога не се спроведува успешно, не може толку брзо резултати да се има, затоа што Градиме иднина, ќе кажам дека беше со визија, со план, со поддршка на медиумите, со поддршка на главните уредници, новинари од цела Македонија, што најмногу им се заблагодарувам, кој го поддржа овој проект и стварно има огромни промени, но не можеме, кажавме, преку ноќ да го искорениме питачењето, затоа што питачењето го има во целиот свет. Негде кај решен, негде се започнува, тука се трудиме и започнуваме да го решаваме. За 4 години горе-доле има проблеми. Од 2015 Градиме иднина истражуваше 30 до 35 години допред да ја запознам јавноста што се случува со ова и дека граѓаните ги ставаат во замка, во опасност и во ризик, каде што и ги манипулираат, дека парите не завршуваат во децата. Јас кажав дека Градиме идни на Скопје 21 година, 22 година, најтешки годините ни беа затоа што ова е јавното обвинителство кој го разбудивме со помош на претходниот Гаврил, кој беше одговорен на Скопје од јавното обвинителство, најмногу ни помогна и не поддржа во целиот проект, дури со негова помош го разбудивме републичкото јавно обвинителство во цела Македонија да се вклучат сите јавни обвинители и ме радува што со овие истражувања за 2 години скоро успеавме, ова е тоа резултатот, работењето на
полицијата со нашето залагање, со нашето досаѓање, упорноста се исплатеше да цела полиција, јавноста, институциите ги разбудиме и како што кажав дека град и Иднина Скопје се обраќа во писмена форма, ги известуваме Министерството за внатрешни работи, министерот каде сегде ги има маркирани питачите. Тоа го знаат и Министерството и граѓаните. Јас ќе кажам исто, ЦСР Скопје еден период започна, но не сум задоволен од ЦСР Скопје. Они нешто направија, но не е изведено без визија, без план. Една мобилна или две мобилни екипи со две лица не може да го реализират овој проект. Тука треба повеќе мобилни екипи, затоа што се работи за 88 града. Градот Скопје ни е со зголемен број на питачења. Бројката беше од 70, па се зголеми на 100, па се зголеми на 150. Бројката сега е фрапантна, 3 пати поголема од претходното. До 300 дојде бројката да имаме ние во 3 смени секојдневно питачење во целата територија на градот Скопје, во сите 18 или 20 скопски општини. Значи 300 питачи се движат секој ден на 3 смени, како што кажавте, само во Скопје. Да. Најатрактивни локации ни се чаршијата ни е главниот проблем. Камениот мост, строгиот центар, плоштадите, моловите, сендвичарите, пицериите, кафичите, рестораните, предмаркетите, булеварите, раскрсниците, секоја раскрсница, секој ќоше ние знаеме и е мапирано и полициските станици тоа го знаат. Не е, јас ќе кажам Министерството за внатрешни работи и полициските станици да направат еден акцијски план да се спроведи на хартија да ми достави дека не е реализирано. Јас кажав дека град Иднина не се откажува од овој проект. Не, се додека и последното со помош на медиумите и сите кои се вклучени од медиумството и граѓаните, се додека последното дете ние не го страниме од питачење, ние не се откажуваме. Со ова мото и со овој стил на работењето од град Иднина Скопје со помош на медиумите ги будиме и се уште ги будеме институциите што премногу години се заспиени, кои не ги засега овој проблем. Секоја година по малце, секоја скопска општина, секоја општина во цела Македонија од 88 кои ги имаме, сите градоначалници претходни и сегашни да ја вршат функцијата и треба да ја вршат службената положба. Ако они ја вршеле, ние ќе сме имале многу мал процент од секојдневно 2000 деца кои ни питачат, бројката можеше да се доведе до 300-400. Бројката е сега зголемена од 2000 до 3000 ни дојде за краток период зголемувањето на питачењето во целата Македонија. Јас кажа во старата скопска чаршија, Камени мост, плоштадот, ние само ги имаме од 200 до 300 питачи секојдневно кои питачат во 3 смени. Првата смена им започнува, како што ги запознав граѓаните, од 9 часот до 15, име првата смена. Втората смена име од 15 до 22. Третата смена име од 22 до 4 часот, 4 часот наутро, се додека младиот живот го има и се отворени локалите, пицериите и така натака. И тука они го користат тоа за да ги злоупотребуваат и ги стават во замка и опасно за граѓаните. Рековте дека 200 до 300 питачи зборуваме само за малолетни деца или и малолетни и полнолетни? Зборуваме од новороденчиња, малолетни, полнолетни и повозрасни лица кои глумат, а тие се приматели на социјална помош. Покрај социјалната помош, покрај дивиот пазар на црно каде што работат многу, кажете го, питачи, дури богаташи и ситуирани и средени се преправале како бездомни лица, како питачи што го истражуваат целото. Тие, замислете си, ја не знам како совеста и животот тоа им го дозволува да во такво најниско ниво да се спуштат, да бидат од висока класа да се спуштат до питачи да тоа го злоупотребуваат и не можам да поверувам што се случува во ова истражување, да ви кажам. Кога ние заедно зборуваме за питачењето, ова само што почнавме е само како влез на целата тема, ќе одиме за малку реклами и ќе се вратиме пак во студио, што пак публицитет до Дорикса Емисариш на студио.
Ја го пориквееми на студио dhe në fakt mysafiri pak më parë na tha që vetëm 200 deri në 300 lypsar qarkullojnë vetëm në kuadër të kufive të qytetit të Shkupit, mirëpo për të kuptuar edhe më shumë ne do e vazhdojmë bisedën. Rekufte дека 200 до 300 питачи само во Скопје. Дали имаме бројки од прилика како се движат низ другите градови во Македонија? Вака, Кочани имаме од 15 до 30 лица. Велес имаме 15 до 20, Куманово имаме од 40 до 50. Охрид е зголемена бројката за време на летните и новогодишните божикните празници, бројката е од 70 до 200 може да се зголеми, каде што ги носат од Битола, од Штип, од Струмица, од Кавадарци, по блиските градови ги носат и ги транспортираат со комбиња, но јас кажав дека МВР и полициските станици тој процес го следат и полициски инспектори кои се за трговија и криумчарење со малолетни деца. Битола може да ни се случи бројката од 30 до 50, исто за новогодишни, Прилеп е исто загрижувачка бројката, до 20 на лица. Тетово Гостивар, многу ме радува што полициските станици на Тетово Гостивар, каде што ја разбудивме свеста и во граѓаните, најмногу се вклучи во 2024-2025 анкетите и истражувањата мои кажува дека полицијата најмногу беше залагана во сите 88 општини, но најмногу ме радува што не сега да ги фалам, но анкетите тоа го кажуваат на нивното работење со моето залагање и притискање досагање дека полициските службени лица и сите останати служби се должни да ја вршат службената положба во цела Македонија, наместо да седат по канцеларии, ресторани и кафичи. Јас ме радува што ете во тие три града, Тетово, Гостивар и Девар, на највисоко ниво имаше сузбивање во питачењето, приведување на лица, поднесување на кривични пријави. Кичево исто се решава и тамо проблемот, и тамо веќе претходниот градоначалник во изминатите негови 3 мандати премногу го поздравувам што стварно најмногу прв он беше во цела Македонија да го сузбие питачењето со иселување, со транспортирање, со залагање на полицијата и советот на општината. Струга стварно се залагаше да сите тој чекор треба да го направат и да работат за сузбивањето на питачењето. Општина Куманово ме радува што веќе во 2025 година кон 26 започнува да го сузбива питачењето со стручните тимови. Она е тоа што јас го кажав и многу години го зборував дека секоја општина, секој градски татко треба ѓубрето да си го исчисти за да ние граѓаните немаме никаков проблем, да не се соочуваме и кога граѓаните ќе се вклучат да не им дават пари, бидејќи кажав сите граѓани кои им дават за милоста и сожалување, тие пари завршуваат кај мафијата, не завршуваат кај децата. Кај децата само завршуваат пари од 10 до 50 денара и на крај еден дебел ќотек, каде што ние имаме 20.000 деца и новороденчиња и малолетни деца кои се и повозрастни и девојчиња кои абортирале и биле бремени, се во тешка најздравствена критична состојба, каде што ниту една институција не ги засега да го решават нивниот здравствен проблем. Ние градиме идни на Скопје, медиумите, кажав, сите главни уредници, новинарите, е мотото да го спасиме детето и да му се спаси здравието, и тоа дете треба да биде згрижено во детска градинка, во групен дом, во згрижувачки дом, да биде под надзор на социјала и да ја вршат службената положба, затоа што ние како градиме идни на Скопје ќе бараме секое службено лице да одговара кривично, несовесно и неодговорно кој не ја вршил функцијата за неговата службена положба, затоа што на сите социјални работници, на сите социјални служби и полициските станици име теренска работата. Барале работат, тоа е изборот. Кажувате дека се организираат, ги транспортираат од еден град на друг град и дека ова е организирано нешто или пак дали можеме да кажеме дека е организиран криминал, но дали се работи само за организирана форма или пак можеме да имаме и индивидуални питачи кои што излегуваат име како секојдневна работа?
Видете, градим иднина Скопје и полициските станици, МВР и СВР Скопје, од сите можни и социјалните служби, не знам колку ја следат, затоа што не сум задоволен од социјалните служби, но ќе го поздравам заменикот Ѓоко што стварно и министерот се залагаат да застанат позади овој проект, да вроди со плод и да се реализира како што треба. Даваме се од себе стварно да ги спасиме и остраниме питачењата. Секојдневно има питачење, како што кажав ја, во и медиумството и во печатените електронските медиуми, социјалните мрежи. Ние имаме илјадници деца питачат во канчите на мафијата на улица. Печалат од 50 до 100 евра дневно. Значи, вие направите една груба математика. Карикирам сега, 300 деца ги имаме во градот Скопје, во Чаршија, Камени мост. Од едно дете има заработувачката мафија 50 до 70 евра. Негде и 100 евра. Тоа е огромна дневница на денеска што никој тоа не може да си го дозволи, па јас затоа и ги будам граѓаните дека треба да престанат и да не им дават, и тие пари, едно дете кој питачи, кој ги собира, завршуваат кај мафијата. Тоа и сум го имал фатено на лице место, фотографиите, видеата ги имат институциите каде што понатака треба да го проследат процесот, дека децата и бебињата, новороденчињата и лажните кукли кои ги стават во самите кебиња, каде што и кажа ваш новинар кој бевме на екипа, со вашата екипа кога бевме теренски, се увиде самиот дека кебиња имаше во самото кебе, дека немаше ниту бебе, ниту кукла и ги стават во опасност. Јас кажав дека имаме поединечни питачења, групни питачења и злоупотребување на повеќе групи. Во секое едно дете има по еден шеф и организатор и учесник. Ако има 5 деца, 3 учесници имаме повозрасни лица од 22, 24, 26, 38, 40 и до 67 годишна возраст лицата, децата, тие им се нивни шефови и организатори и вклучени во таа организација канџите на мафијата, се вклучени и целиот процес додека трае питачењето од 3 часа, од 5, од 2, колку детето што може да издржи, веднаш им ги зимат парите, детето ги става во сите джебови парите и на крај човекот го чека пред граѓаните, пред возачите, пред раскрсниците, пред семафорите. Јас ги имам затекнато, фотографирано, евидентирано дека тие им ги зимат и веднашка ги тегнат со сила за да го тргнат од питачењето. Јас кажав дека децата се успивани и држени со непознати седативи каде што Министерството за здравство и останатите институции што ја следеле здравствената состојба, они тоа го констатираат и го потврдуваат дека децата ги другират, ги успиват, користат лепила, им дават непознати седативи кои не може ни здравството да го открие со какви седативи се заспивани и труени, за да тоа дете издржи од 6 или 8 часа. Новороденчињата кога ги гледаме или пак бебиња, често пати жени држат низ семафорите, цело време се успиени. Верувам дека се работи за овие седативи. Да, тие седативи, јас кажав дека со водка, со виски ги успивале, некои деца. Не ми е јасно како не може полицијата уште да открие од каде таа дрога, хероин, марихуана, како што кажуваат истражувањата. Јас ова не го измислувам, не идам против никого. Ја реалноста искрено ја кажувам, затоа што треба да ја разбудиме свеста. Ова години наназад не е работено. Темелен проблем е во целото општество, во целата држава, во многу земји. И многу земји овој проблем го решаваат. И имат модел, имат начин, имат механизми, имат здравствени установи. Јас не знам што се кочи во оваа држава, зошто све тапкаме во едно место и не се решава проблемот. Ние треба невладините да излеземе да го промовираме на местото нивно. Јас себе кажав, протокол ние изработивме ера со помош на Министерството. Мислам дека Европска Унија го финансираше овој преку труд и социјала. Јас ги разбудив сите институции. Протокол направивме за овие деца. Ова е должноста на Министерството за здравство, како треба да постапи према детето од улица. Значи, секој граѓанин кој ќе види дете треба да го пријави во 194, мислам дека беше брза помош, па треба да пријави на бројот 192, па да пријави во Центарот за социјални грижи, да постапи Министерството за здравство
веднаш да го земат со брза помош, да му пружат лекарска помош, да го излечат и од тука јас барав од претходниот министер, што стварно имавме добра блага соработка и беше воодушевен од моето промовирање, баравме да им се одземе родителското право привремено додека е во клиниката. Имавме проблем со многу истражувања кои ги правев, самите родители ги обучаваат децата, ромчињата да ги вадат инфузиите и како да бегат од клиника за да продолжат питачењето, а детето на пола фаза е за спасување од неговиот живот. Јас кажав дека 3 деца се починати од другирање, од најмала возраст до 10 годишна, каде што и девојчиња беа силувани и машки, каде што и сакале животот да си го земат. И тоа се случувало и тоа го кажуваат анкетите. Се залагаме да на детето здравието го спасиме, затоа што ние имаме 20.000 деца кои се под ведро небо, ниту се во школска клупа, ниту се во детска градинка, ниту име здравствениот проблем решен, ниту пак медицински документи немат, од здравствена легитимација, од извод на родени, се воделе во некои статистики. Претходно ветуваа министрите за здравство, не сакам да ги именувам, нека им служи на чест, ветува дека ќе им вадиме документи, дека ќе бидат регистрирани во системот со странски броеви. Тоа све пропадна во вода. Јас не сакам ветување, не сакам тапкање по рамо. Дајте, станете институции, работете, сватете го сериозен овој проблем, за да ние го немаме овој проблем. Дајте да почнеме од негдека. Ние имаме, вие заедно со колегата Авни Таири сте збореле и за ситуацијата во клиниката Мајка Тереза, каде што бројката на питачи е зголемена. Имаме само едно дете кој што питачало што кажа, па ќе се вратиме ние ќе искоментираме истото. Реджија на самунда декларата на Сајке Мигати? Ама ја понекад ги ваѓам 1000-дарка, ама тоа 1000-дарка не може цел ден да ми трае. Од денешка идат тие пари. Верувам детето или пак младиот вика дека собира по 1000 динари, ама ништо не важат тие 1000 динари. Вистината не ја кажуваат, нека ја кажат вистината колку заработуваат. Јас кажав колку е. Анкетите тоа и го потврдуваат и го кажуваат. Дури од сообраќајен минувач кој вози со автомобил по 1000 денара добиваат питачите. Тоа во рок од една секунда, една минута, еве да кажам. Јас кажав колку им е дневниот промет. Рачунете сега 2000 деца пута 50 или 70, 100 евра во една зборуваме смена. 2000 деца во 3 смени, нека израчунат граѓаните по 50 евра е профитот. Каде завршуваат тие парите? Јас барав и од МВР, и од јавното обвинителство, и од републичкото, целиот имот да им се конфискува и доживотно да одговараат кривично, да не излезат од затворските келии, затоа што децата го немат своето детско право. Значи, нивното детство право е уништено комплет од нивните темели од како се дојдени на овој свет. Јас кажав дека питачите ние ги имаме во самата клиника, ние ги имаме 200 до 300 лица секојдневно, која фама голема бројка се крена, питачите ги стават во замка болните, изнемоштените, старите лица, ги сожалуваат. Дури и мене еднашка ми излажа, ајде ке рече сожалување бара за лекови. И отпосле кога почна граѓани да ми пишуваат, ја викам, ајде од една страна стварно направив добар гес, од друга страна моја е грешка, ама знаете, сите сме по клиники со деца, со постари родители и така натака. Ќе видиш дека стварно му треба, ама тоа знаеш, оно моментот во заблуда те стават. И не го глумам овој баш проблем. Го имаме ние питачењето и групно и поединечно, ама со тоа питачење граѓаните во замка ги стават. И јас за тоа барам апел и поддршка. И ви посакувам лесен пост да имате во целиот пост каде што ја го постам. Најмногу здраве нека ви даде, сакајте се, почитувајте, ги пратам и вашите хумани мисии дека сакате за време на големиот Бајрам празник да давате 3 дена храна, отворен ден или на целата чаршија. Тоа е за поздравување, знам дека и градите кујки помагате, но не им давајте, помагите баш на таков начин како што треба. Јас бев и кај помошникот, тој што е главен на ИВЗ, остваривме работна средба и барав од сите џамии, од албанската популација, албанците да ме поддржат во овој проект, да не им дават пари, да не ги сожалуваат, но нив таква им била бесата, таква им била
мисијата премакурено, јас немам ништо против тие работи, но јас само ја барам најголемата поддршка да не им дават, да помогнат со нивниот празник, да им купат дрва, храна, грејење, облека, сите тие основните пари за режиски трошоци, затоа што јас кажав дека сите албанци, сите граѓани во територијата на Кале, на склоп на чаршијата и ова, верувајте дека ги стават во опасност, во лажење, во проневери и така натаму. Да, ние ќе продолжиме да зборуваме за тоа како би требало граѓаните да се однесуваат, што име пак публицитет да рикнеме сриш на студио. И ако порикнеме сриш на студио, да доваждам фласим би теман. Нешто што мене ми се случи, поради нашиот разговор, едно дете ми бараше пари, јас му викам да ти купам нешто за јадење, нема да ти дадам пари, ми вика не, пари ми требаат, не за јадење. И тој момент ми беше пуката од ваша страна дека пари не би требало да дадеме. Видете, и тоа истражување го правевме, да, пари не треба да им се дават, подобро е нели ете од општествена одговорност, хуман аспект, треба да им се купи, но добро ги подготвила мафијата, организаторите и шефовите во нивните канџи кои се децата, добро ги обучават и ги спремат што се треба да направат. И он мора, тоа кутро дете што може да направи. Ја еве као татко на 3 деца. И јас сум растел сирак. Едно Господ ми дал, хумана мисија ми дал да го водам. Ја ова го работам со љубов и искреност. Јас повеќе за најти ги работам за да ја прехранам фамилијата. Јас имам и покровители и све, ги терам само материјали да ми купуваат за да функционира организацијата и проектот. Друга работа ќе кажам дека тие деца, кажав дека се добро обучавани, добро спремени, добро издрексирани, дури истражувањето кажува дека биолошки родители од здрави ги правеле и ги обучавале, ги дрексирале децата, своите биолошки деца ги дрексират да глумат како ретардирани, дека се со посебни потреби, како јас сега да земам, ајде или ја растел сирак, или ја растел во дом, дај сега јас моите 3 деца или вие да речеме, или некое друго семејство да ги обучава, но тука полицијата, судството, здравството, јавно обвинителство, како што кажав, и Министерството за социјала ги откри тие неколку фамилии кои го злоупотребува и државниот буџет во Македонија да добиват едно или месечна еднократна парична помош или во износ од една година да добиват, да речеме, по 12-15 илјади. Дополнително Министерството околу 7 или 12 фамилии ги открија, значи секакви начини, механизми, модели на оваа таа мафија како да ги дрексират и ги обучават и како да барат парични помоши. Јас исто ќе ги запознам граѓаните. Дури Министерството го известува дека со лажни медицински потврди кои ги зимат и не знам како ги добиват, може белиот мантил да е уврзан во таа работа, да зимат процент, да добиват профит. Јас никого не го осудувам тоа. Си има Министерство за здравство, си има Комисија за здравство. Дополнително ќе бараме со новиот министер да се открие од каде тие кои барат помош за операции, лекови и се во здравствените установи, во целото здравство, зошто ние питачите ги имаме, зошто писма фрчат на сите страни со факсимал, со печат, може му се фалсификува подписот, може го фалсификува печатот како што е државен печат тој на здравството. Значи сето тоа ќе го открие Министерството и таа е таа соработка ние што ја немаме, не ја прифаќат и не знам зошто бегат од вистината. Ние сакаме да ги спасиме тие деца, да ги подобриме, институциите да работат, да ја вршат службената боложба, да одговарат кривично кој ете се ова. И јас кажав, ние имаме, ви кажав, од моето истражување, од Дебар, имаме семејство, родител, маќеја и со нивното малолетно детенце изнајмувале во Струга апартман или соба за изнајмување од една недела до месец дена, како што кажуваат, од парите кои ги собирале од питачењето ја плаќале киријата, режиските трошоци, им останувало за луксузен живот. Кажав дека детето е под канџите на мафијата на биолошките родители, на тие деца им се на тие родители им се одзима родителското право, Министерството, полицијата поднесува кривични пријави и некој треба да снеси одговорност. Не 7 години, не 12, доживотно за тие, затоа што го уништуваат детското право на децата. И добро е што самите станари го пријавија случајот во полиција дека кај нив нешто се случува.
Дека имаме и такви ситуации. Кога сме кај пријавувањето, колку е важно ние како граѓани, пошто јас секој ден кога доаѓам на работа, излегувам од работа, е невозможно да не гледаш питачи, особено во овој дел од Скопје, пред судови, во другите семафори, колку е важно да пријавиме во полиција и за пријавување да зборуваме малце. Видете, во овој протокол, како што кажав, секој граѓанин ово има вовет, акцијски план, полицијата има службена работа да излезе на терен. Значи, граѓаните кои ќе се јават во секоја полициска станица, во секоја социјална служба, тие треба веднаш да одговорат на пријавата и треба да се стрпливи граѓаните, мора полицискиот службеник да земе изјава од која локација пријавува, на кое место се затекнати, тоа тука треба граѓаните да се воздржат, затоа што мене тие изјави многу ми значат, утре јас тие ги плаќам од 100 до 150 денара, 3-4 доволно ми се дека граѓаните пријавуваат и да видам како пријавувале и треба тоа да го прифатат за да не го избегнуваат пријавувањето. Секој граѓанин кажав дека треба да пријави на 192, 194 брза помош да се пружи помош, веднаш да пријави во социјалната служба, да излезат на терен и кажав дека ние имаме механизми, само треба повеќето да се залагат граѓаните. Граѓаните ја имат изгубена довербата од сите релевантни институции. Јас кажав дека тука се невладините и за тоа треба да ги будиме и да се разбуди свеста од граѓаните за да ја имаме поддршката. И кажав јас, граѓаниот е најголемата машина која може да го уништи питачењето во рок од еден ден, од една секунда, една минута и еден месец. Кога граѓаните ако застанат да не дават на питачите, автоматски ние го уништуваме питачењето и после институциите со тек на време ќе видат дека се соочуваат со голем проблем и дека треба да го решаваат. И кажав, парите од питачењето, децата кои ги собираат, нивните шефови и организатори се луксузираат во казина, во коцкање, во елитни ресторани, зборуваме за имот кој ќе си го следи државата, институциите, после тоа си дозволуваат луксузни одмори, луксузни возила, тоа што го кажува. Јас кажав дека институциите тоа треба да го истражуваат. Ние сме само еден вид сервис на граѓаните да ги подобриме условите и се другираат и парите задржуваат по најлоши патишта од децата кои ги питачат тие пари. Се зборува за некои дневни центри, за Центарот за социјална работа, колку е важно да се мобилизираат овие институции за децата да имаат место каде да одат и да се чуваат, можеби да се придадат на фамилија за краток престој и така натаму. Вака, на многу име оценено родителското право, многу семејства се следени од ЦСР Скопје, го следат процесот како се грижат да не е на улица, да не е во питачење, доколку не е во училиште, во детска градинка, тоа ЦСР Скопје и цела Македонија од социјалните служби го следат, доколку детето е повторно на улица, му се одзема родителското право. Дневните центри, 88 општини или 90, мислам дека беа во Македонија, без разлика дали е Кичево, Струга, Тетово, Гостивар. Знам, како што кажуваше претходната министерка за социјала, кажуваше дека Илија, ние им даваме пари на најверојатно тие се аплицирани од фондови од Европска унија, ги добива Македонија, но ние од тоа не гледаме резултати, може и негде завршуваат во приватни џебови. И тоа е најтрагично, најболно. Секоја општина треба да има отворен дневен центар за деца од улица, да имаат еве како сега градоначалникот на Скопје Орце отстапи еден стан кој е во склоп на град Скопје да се згрижуваат нели овие жени од семејно насилство и така натака. Тој чекор треба сите да го направат и да не се бламират со еден стан или ова направивме тоа. Секоја општина е должна парите кои ги добива од владата, од граѓаните, народните пари, треба секој град да отвори дневен центар за да се има едукации, работилници, да се решава здравствениот проблем, образовниот процес да се започне, стручни тимови, медицински лица, педагози, дефектолози, социјални работници, психијатри и целиот тим од здравството треба да работат со нив, затоа што децата, детскиот живот на нив им е од самото раѓање уништено. Деца раѓаат, ромчиња на 3-14 години и абортират и раѓаат. Тоа е многу жално што ја дури ќе го кажам ова денеска што го слушнав од
една особа на нашиот цел проект почна да аплицира за да добиваат пари. Нека им служи на чест, ние аплицираме на некои одредени проекти за да набавиме канцелариски материјал, да се покриват трошоците за гориво за патувањето и патарините. Дури и државата не стои позади нас да не ослободи од патарините. Треба јас да молам од блиски пријатели, од поблиски донатори да дури ми е срамота е тоа да го барам, ми нудеа картлички за патарини и реков ајде, викам не требаше. Јас кажав не е само еве го, мене ми се фали премиерот. Поддршката нигде ја немам јас од премиерот сегашниот. И тотално сум разочаран, не е само кажав ера во писмена форма да биде. Барав од патарините да ме ослободат. Поштенските услуги да ги праќам ја пратките до сите полициски станици, до сите училишта, до сите градинки, до сите општини, до сите компании, до сите јавни установи, значи се што е во склоп на државата, јас имам визија, имам план и која некој ќе ти го закочи проектот, се мачиш тука, но јас кажав дека ова и кажав дека полициските станици не е само на хартија да го излезат и да кажат дека ние сме на терен. 4 месеци полицијата нигдека ја нема на терен. Од месец декември, јануари, февруари, март и април ќе почне каде се летните одмори, затоа апелирам до Министерството, до новиот началник кој е за трговија и кријумчарење со малолетни деца, да не се криете, дајте да ги подобриме условите, барам работен состанок и средба да остварам човекот се крие. Зошто се криеме? Зошто бегаме? Градиме идни на успеа со претходната гарнитура на власта, министер за внатрешни, јас кажав и критикувам, и напаѓам, и фалам. И тоа е позицијата. Ги собрав сите командири, сите полициски станици, сите началници, дури па беа агресивни, па беа нервозни, зашто јас сум ги собрал во полициската автокоманда. Тоа е нивната работа. Ние сме при крај на нашиот разговор, иако ова работа, вие кажавте, не може на една минута, не може на еден ден да се искорени питачењето. Кои би биле тие најглавни работи кои што граѓаните сега треба да ги знаат? Да не даваат пари, да не купуваат од нив, што треба граѓаните да направат? Граѓаните не треба да купуваат влажни марамици, марамчиња, балони, сожалување. Подобро е дајте му еден геврек или сендвич. Денеска детето кој го прави прометот од 50 евра, детето само јаде суво геврече од денешно или вчерашно, како што ги гледав јас во чаршијата и во склоп на целата територија на Македонија, зборуваме Охрид, Струга, Кичево, Штип, Тетово, Гостивар. Најубав доричек јадат и од мене, и од вас, и од екипата на Алсат и на сите граѓани, јас немам ништо против тоа. Подобро детето да се најаде, но во замена на детето, мафијата и организаторите се луксузираат со тоа и самите граѓани во чаршијата тоа го знаат. Јас еве апелирам до сите граѓани од албанската популација, ја барам најголемата поддршка, верувајте кога ќе престанете да им давате, ќе видите што ќе се случи, дека парите не завршуваат кај децата. И они го знаат тоа и свесни се, и јас барав преку ИВАЗа, преку сите џами во цела Македонија, да се каже покрај нели вашето, сега како да го кажам, не сакам да сгрешам, да се збунам тука, нели кој кида да се клања, да се молат, да не сгрешам, извинете ако сгрешив, да им се каже дека треба да се престане да се дава, подобро е да видиме која е фамилијата и да видиме што со кој проблем се случува. И од тука да се платат режиски трошоци, да се вработат родителите, тоа е нашето мото, да утре им се реновира нивниот дом и да почнат еден нормален живот. Тамо каде што не е потребно и не може да се помогне, да се поднесе барање до секоја општина, до секоја служба на социјалните служби, да им се одземе родителското право и тие деца да бидат во групни домови или во згрижувачки семејства или пак и роднините, да речеме, за да имат подобро утро децата, затоа што јас кажав на децата не име местото на улица и под ведро небо. Имаме институции, имаме механизми, имаме општини, имаме градоначалници. Дајте ве молам, вршете ја својата службена положба да имат децата подобро утро, бидејќи нашите деца кога имат топол дом, кога имат храна, кога имат школство, облека, појадок, спорт, активности, странски јазици, можат и овие го заслужуваат. Но ромската популација тоа го нема.
а добиваат огромни милионски суми од Европска унија, од фондови, од аплицирање на вакви проекти и така натака. Мене не ми требаат апликации и аплицирање на проектите. Јас кажав, јас сакам само да ја разбудам свеста во граѓаните, кажав дека горлив проблем е 40 години и повеќе е давање на ова, не може да се искорени. Кога ќе почнат сите да престанат и да се работи како што треба во државата, ние нема да имаме ни еден питач, ниту пак едно ново роденче. Ви благодарам. Благодарам многу за вас, за вашето време и за вашето истражување. Се надевам дека следен пат ќе дојдеме со подобри резултати и со подобри информации. Се надевам, нема откажување, продолжуваме да работиме и јас кажав дека не се плашам од никого. Јас дома мирно спијам. Сакам и децата да ги видам под топол дом, згрижени, стоплени во решавање на здравствениот проблем и деца, ниедно дете да немаме на улица. Тоа ни е мотото и работата на овој проект. Благодарам многу. Këtu mbyllim këtë intervistë së bashku dhe në fakt duke qenë se jemi edhe në muajin e shenjtë Ramazanit, por jo vetëm, ashtu siç na tha dhe mysafiri, të mos e nxisim dukurinë e lypsarëve apo të mos i inkurajojmë ata që të vazhdojnë të lypim, kështu që të ndihmojmë në procesin e minimizimit të tyre dhe patjetër fëmijët të jenë aty ku duhet, të realizojnë të drejtat e tyre, të jenë në shkollë, në ambiente të ngrohta, në shtëpi me stre dhe pranë familjeve të tyre. Por gjithsesi, duke e mbyll këtë temë sa i përket lypsarëve dhe me shpresën që pas një kohe do kemi shumë më pak dhe sidomos fëmijët nuk do t'i takojmë rrugëve, ne mbyllim këtë emisionin për ditën e sotme, por patjetër ju lëm takim nesër në po të njëjtin orar nga ora 15 deri në ora 16. Nga unë mirupafshim.